Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Артемий, светиот праведен Артемий и преподобниот Герасим Нови. Светиот великомаченик Артемий. Овој славен светител бил роден во Египет и бил прв војвода на царот Константин Велики. Кога на царот Константин му се јавил победоносниот крст, обкружен со звезди, и Артемий го видел тој крст. Поверувал во Христа Господа и се крстил. Подоцна во времето на царот Констанци бил испратен во Елада за да ги пренесе моштите на светиот Андреј од Патрас и светиот Лука од Тива во Цариград. Тоа војводата со радости го извршил. Потоа Артемий бил поставен за управител и царски намесник во Египет, во која положба бил и за време на Констанци, синот Константинов, а известно време и на царот Јулијан Отстапникот. Кога овој богоотстапен цар тргнал во војна со персијанците, застанал во Антиохија и наредил и Артемий со својата војска да дојде таму. Артемий дошол. Тогаш царот фатил да измачува двајца христијански свештеници, Евгений и Макари. Кога го видел тоа светиот Артемий, се побунил од сето срце, излегол пред царот и му рекол: "Зошто, цару, така нечовечки ги мачиш невините и на Бога посветени мажи? И зошто ги присилуваш да се откажат од православната вера?" Уште Артемий му прорекол на царот: "Твојата погибел е близу." Разлутениот цар ги испратил двајцата чесни свештеници во прогонство во Арабија, каде што набрзо починале, а на војводата Артемий му го одзел војничкиот чин и наредил да го камшикуваат и да го тепаат. Сиот ранет и искрварен го фрлиле во затвор каде што Господ Христос му се јавил, го исцелил и го утешил. Потоа царот наредил па го спружиле на еден камен, а со друг тежок камен го притиснале, па телото на светиот Артемий се здробило и се сплескало како штица. Најпосле му ја пресекле главата во 362 година. Царот Јулијан ги нападнал персијанците и срамно загинал како што светиот Артемий му прорекол. Светиот праведен Артемий. Роден е во 1532 година. Син на руски селски родители Козма и Аполинарија, од селото Веркол, Двинскиот округ. Уште од 5-та година се разликувал од другите деца со необична побожност и со кроткост. Кога имал 13 години, минувал со својот татко преку некоја голема шума. Од силната бура и од невремето, Артемий умрел во шумата и неговиот натажен татко, не можејќи да му ископа гроб, го покрил неговото тело со гранки и си заминал. По 28 години некој човек видел во таа шума необична светлина и се приближил и го нашол телото на Артемий, нераспаднато и неизгниено. Многу болни биле исцелени од болест, штом ке се допреле до телото на светиот Артемий. Неговите свети мошти почиваат во еден манастир во близина на Пинега во Архангеловската губернија. Преподобниот Герасим Нови. Од Трикала на Пелопонес, од славното семејство Нотарас. Роден е во 1509 година. Се подвизувал на Атон, потоа во Палестина, каде што постел 40 дена.
Потоа се населил на островот Кефалонија и основал еден женски манастир. Со молитва издействувал дожд, лекувал болни и предскажувал иднина. Се упокоил во Господа на 15 август 1579. Бил чудотворец за време на животот и по смртта.